Слушнав дека си тажен, си загубил верба, си станал лажен. Затоа јас сум тука за тебе, да знаеш јасно колку си вреден. Среќа и љубов во секој човек, за подобар свет во овој наш век. Дали сте се заинтересирале за подлабоки и суштински теми? Дали сте предпоставиле колку е важно како се храниме? Дали спортувате, пеете, танцувате? Дали се запрашувате како да си го направите животот посреќен? Дали сте ја започнале потрагата по себе си? Емисијата која ќе ви даде идеи и мотивација, која ќе ве разбуди и насочи по патот на вистинските вредности. Тоа е новото кул и младите веќе го живеат. Бидете своји, пронајдете се, следејќи ја новата емисија исполнета со среќа. Со љубов, Стефанија. Ко да не си бил тој што ме повредил. Не. Твојот поглед, знај, ме убива, со насмевка заробуваш ода. Те молам, замолчи, ништо не зборувај. Нема збор, тој стално ти потонува. Секој допир твој сега е одбивен. Твојот подпис стои во солзите. Ти не ги помниш, зарем не? Ти не ги помниш, зарем не? Кога ќе помине времето, ќе ги открие. Од овој сон разбуди ме. Од него ти раздели ме. Од овој сон разбуди ме. Од него ти
случувања, секојдневните обврски задачи, амбицијата или неамбицијата, ни го прават животот некако оддалечен од едноставните нешта. Тие се предвесници на вистинските вредности. Јас сакам да подсетувам и да будам. Имам цел да ја кренам свеста кај сите оние кои имаат потреба од тоа. Моите сознанија, сознанијата на моите најблиски и на пријателите, ми овозможија да донесам некои заклучоци, кои ќе ги споделам токму со вас, мои драги гледачи, и се надевам дека ќе пробудам некои заборавени ваши страни, ќе мотивирам и ќе освестам. Сето тоа ќе се обидам да го доближам до вас преку мојот начин на живот или преку презентација на музика, исхрана, спорт и филозофија на живот. Прв гостин во мојата нова емисија ќе биде Елена Чороловска, која ќе ја спушти маската на оваа сцена, дипломиран нутриционист. Еленче, добре ми дојде во мојата прва емисија. Добре те најдов, Стефанија. Фала ти сепак што одвои од твоето време, затоа што твоите зборови се доста важни како за еден почеток на емисија која ќе сака да каже многу околу твојата тема во врска со исхраната. Како што напоменав, Елена е дипломиран нутриционист. Така да сакам да ми кажеш со твои зборови како ќе ми се опишеш, што ќе кажеш за себе, Елена? Пред се, Стефи, многу ми е драго што сум прв гостин во твојата емисија. Ете, јас и ти сме слични во некои особини кои што ќе почнем да ги кажувам. Јас сум личност со голема страст кон животот, кон животната околина и затоа тука се пренаоѓаме јас и ти. Личност која што ја сака природата, која што ја сака животната околина, животните. Со еден збор речено, јас сум личност која што сака се. Сега тоа се е малку позитивно, малку негативно. Сакам се, сакам фотографија, сакам велосипедизам, сакам здрава храна, сакам буквално се, и тоа е малку особина на личност која што можеби во животот му е тешко да се организира. И водам динамичен живот, активен, енергична сум по природа. Така да тешко е за тие особини да се даде на насока. Тоа всушност е многу интересно затоа што точно ми треба личност која ќе мотивира. А ти сум сигурна дека тоа ќе го правиш затоа што во денешното живење кое е преактивно, преамбициозно, преисфорсирано за да направи нешто, е потребно човек да знае како да се организира. Значи, ќе пробаме да се организираме јас и ти затоа што сме исти, како што напомена. Кажи ми која е твојата дневна рутина? Мојата дневна рутина, баш како што спомнав, бидејќи водам доста динамичен, активен живот, станувам рано, во 6 часот наутро, и се разбира, мојот ден секој започнува со пиење вода. Тоа ќе го спомнам од една страна како бидејќи сум нутриционист и сакам да ја напоменам водата како голем дел и важен дел од нашиот живот, а од друга страна како најважна особина со која што го почнувам секако денот. Пијам многу вода, го почнувам денот со физичка активност кога можам, како можам. Еден период во животот многу сум посветена физичката активност, одам во друга крајност, не сум посветена физичката активност. Така да се посветувам после тоа на секојдневните обврски, работа. И главна мотивација ми е, пошто работата ми е таква, комуникацијата со луѓе, и тој воедно ме храни, ме мотивира да можам да им помогнам на сите со моите знаења што ги имам или со било какви комуникации меѓусебни да оствариме кај луѓето некоја придобивка. Дали здравствена, дали дружење, дали да се сврземе меѓусебно пријатели да станеме, бидејќи јас сакам вистински работи во животот, не ги сакам оние површните, не сакам површни дружења, површни пријателства, сакам нешто да градам. Така да мојот ден е посветен на градење на нешто. Љубовта со пријателите, со блиските и така. Како што разбрав, ти всушност и начинот на исхрана го подредуваш како и твојот начин на живот. Почнувајќи од водата, започнуваш со правилната исхрана, да кажам,
И исто така започнуваш од еден човек и се насочуваш кон пријателите кои всушност треба да имаат големо значење за тебе, што значи дека треба всушност и исхраната да ја сватиме како наш најдобар пријател, како што те разбирам. Така, точно. Исхраната треба да ја сватиме, јас сметам како дел од нашето секојдневие кој што го одредува целокупното наше однесување. Значи како ние се однесуваме во текот на денот зависи од тоа пред се како сме го почнали денот и како во текот на денот се исхрануваме и колку течности пиеме. Значи ајде сега да не навлегуваме на тоа, подоцна ќе зборуваме за тоа. Сметам дека секоја личност треба добро да се спознае за да се утврди неговата, односно да се одреди неговата состојба како тој би се хранел, што би можел да промени кај самиот себе си. Првично треба да се спознае како личност за да се направи кај него некоја промена. Па, како што забележувам, ти ја имаш сосема истата моја филозофија и затоа всушност и наменета оваа емисија, дека секој човек треба да се спознае прво себе си, па потоа да тргне да прави нешто воопшто во животот. Извини, тоа јас сметам дека е најтешката, но и најважната задача во животот на една личност. Затоа ги споменавме и вистинските вредности, затоа што за да се држиш за вистинските вредности, сметам дека е многу тешка задача и затоа сме тука да мотивираме. Кажи ми, која била твојата детска желба? Што си сакала да бидеш како малечка? Јас го почнав разговорот со тоа дека сакам се. Како мала сум сакала да бидам лекар, како мала сум сакала да бидам ветеринар, сум сакала да бидам фотограф, се сум сакала да бидам. И што всушност постигна од тоа што си го замислила како малечка? Ете како една личност која што е тешко да се упати, да се усмери во животот. Сватив дека сите тие мои желби потекнуваат од една работа, љубовта кон природата, љубовта кон животната околина, значи љубовта кон светот. Кон тоа, баш заради тоа, одбрав да изучувам наука која што е така која што има бенефит за сите, која што би придонесла. Значи и јас да се чувствувам исполнето, да помогнам на другите и да направам некое добро за луѓето. Така да мојата професија моментална професија не е сврзана само со тоа исхраната да се регулира на една личност, туку и целата животна филозофија како што спомена. Да ја гледа природата од друг агол, да ја гледа храната од друг агол, бидејќи баш храната кога одгледувана со љубов, таа храна ние сме исполнети со љубов кога јадиме храна која што е така одгледувана. Ако би јаделе храна која што е постојано процесирана брза храна, тогаш ние се однесуваме и така. Сме гневни, агресивни во начинот на живот. Така да тоа е друга тема која што се надевам дополнително ќе ја разработиме. Значи, љубовта треба да постои во се, дури и во храната. Колку добра мисла, затоа што се повеќе стануваме свесни дека љубовта е главниот фактор кој всушност треба да не обкружува и љубовта е она што кога ќе се внесе во одредена ситуација, во одредено нешто, ги трансформира работите. Значи, многу интересен заклучок, затоа што исхраната е всушност нашето секојдневие. Сега сакам да ми дефинираш што всушност значи тоа здрава исхрана и како да ја разбираме, затоа што моментално многу актуелни се темите околу здравата исхрана, но некако ме нервира тој момент што се прави малку и комерциализација на тој момент со исхраната, затоа што здравата храна од секогаш постоела, нели? Значи, нашите предци многу помалку ја и давале такво значење како сега што и даваме, а всушност го применувале тој момент, значи градинарскиот момент го споменувам. Така да објасни ми што значи всушност здрава храна. Пред се, за да стигнеме до поимот што е здрава храна, треба да си разјасниме сабрите себе си, значи ова е прашање кој што секој сами од себе си треба да си го разјасни. Што е здравје? Дали здравјето е отсуство на болест, дали здравјето е
добро расположение. Значи не секој смета дека да се биде здрав значи да се биде весел, енергичен, да се биде исполнет со љубов. За мене тоа е здравје. Значи според тој заклучок, здравата исхрана е онаја храна што мене ме прави среќна. Онаја храна што е одгледувана со љубов, онаја храна што е одгледувана на полина од нашето поднебје пред се. Исто сметам дека не треба многу да се залагаме за храна која што се одгледувала, да речеме, тропски овошја или храна која што е одгледувана на друго поднебје, различно од она на кој што ние сме растеле. Како, например, во Македонија болкото е наш продукт кој што го произведуваме на нашето поднебје. Јаболкото растело со мене, значи растело на истата клима, истите временски услови ги претрпело. Исто сме се чувствувале, значи во ист временски период се случувало и под исти услови се. Затоа јас јаболкото си припаѓаме еден со друг. Јаболкото е здрава храна. Значи погледот на нештата сакам да кажам дека е здрава храна, како ние доживуваме сета таа работа. А сета ова моментална комерцијализација, дека треба одредена група на намирници да се исфрат од исхраната, дека треба да се вклучијате како што е сега актуелно, да се внесува што е можно повеќе храна, да се отфрли животинската храна, да се внесува хроноисхраната, моментално актуелна храна на протеини. Сметам дека здравата храна ние самите си ја одредуваме. Во смисла, нашето тело е толку многу способно и паметно да каже што му треба во било кој да е ситуација или во било која состојба во животот, да самото си каже што му треба, кои намирници и слично. Само пред тоа ние треба добро да го слушаме телото, да си ги слушаме знаците на нашето тело. Но ние доколку би го натрупале нашето тело со премногу отрови, односно со премногу грижи од секојдневието, премногу стресови, премногу храна која што е процесирана, обработена, брзата храна, тогаш нашето тело е затрупано и затровано. Значи нашите сетила се затупени. Значи за пред се да си одредиме ние здравата храна која е за нас, ние треба да го слушаме добро нашето тело и знаците кои ни ги дава. Ете, јас, например, во таков процес го отфрлив месото од мојата исхрана. Исто како мене, значи. И тоа е една цела нова филозофија, значи кога човек го отфрла месото од причини кои што смета дека не му е потребно месо во исхраната, си нашло соодветна замена во другите намирници, тогаш се менуваат и погледите кон животот. Значи јас кога од тој период кога веќе 2 години каде што јас не конзумирам месо, почнав да сваќам дека животните се уште многу позначајни за нашата околина, дека воопшто човекот можеби не треба да ги јаде животинските продукти, односно месните продукти. Друго интересно околу тоа со вегетаријанството е што всушност се чисти мислата. Значи, исто така и јас сум, да кажам, сведок за тој момент, затоа што кога го отфрлив месото, некако се чувствувам многу посвежо, многу поенергично. И сега, како би го објаснале тоа на нашите гледачи, затоа што некои толку се навикнати да јадат месо, што сметаат дека протеинот не можат да го внесат на подруг начин. Значи, како да ја доближиме таа тема до некои луѓе што веќе многу се навикнале на месото? Ајде да не биде дека емисијата насочуваме кон откажување на луѓето од месото, туку баш да напоменеме само дека кои замени за протеин постојат во исхраната кај луѓето. Значи, ја ви да речем и во период кога се постите. Значи, постите во текот на годината траат севкупно 4,5 месеци. Во текот на тие пости луѓето доколку ги практикуваат ќе речат дека нема доволно храна што да јадат и тогаш телото слабе. Значи, кај нас постои помисла и сваќање меѓу народот дека доколку нема месо во исхраната, дека ние, нашето тело слабе, дека немаме доволно енергија, не се чувствуваме доволно витални. Според мене тоа е погрешна проценка, бидејќи изворот на протеини можеме да го најдеме навсекаде околу нас. Пред се ако се осврнеме во полето. Значи во полето се што е посеано, секоја можна житарка, секоја можна семка и јатките се огромен извор на протеини. Покрај протеините изобилуваат со есенцијални масни киселини кои што е на дополнување на тоа и ние добиваме комплетен оброк богат со протеини. Потоа
како што ги споменав, семињата, јатките, не знам, секоја храна која што можеме да ја најдеме на полињата е храна богата со протеин. Да се вратиме малку на тебе. Кажи ми, имаш ли некои скриени таленти? Скриени таленти? Пример, знаеш да пееш? Не знам да пеам, значи таквите. Ке те натерав да ми запееш тука. Да танцуваш, може би? Не танцувам. Јас сум пак свртена кон природата и значи мене ми се сите работи ми се кружат околу тоа планинарење, велосипедизам, велосипедизам, фотографија. А некои скриени таленти, едноставно не знам, бидејќи сум личност која што сака се, сметам дека можам на секое поле во животот да се прилагодам. Ако сакам да се насочам сега од едно на друго поле, тоа можам да го направам без проблем. А кажи ми, јас ги споменувам тие таленти затоа што тие талентите водат до активности кои се, како да кажем, кои го исполнуваат слободното време. А тие активности, дали сметаш дека можат да се реализираат точно тука во Битола, кај нас? Затоа што јас искрено сум поборник за тоа дека се можеме да правиме тука, се можеме да најдеме тука. Ако се сака, се може. Ако имаме некоја наша мотивација, нешто што однатре нас ни буди страст, тогаш можеме да реализираме нешто. Но очигледно е дека малце потешко во овој момент со оваа состојба е малце потешко за човек да се изрази добро на нашите простори. За жал некако како да младите го изгубија чувството дека може да биде свој во своето. Значи некако стана тешко да се биде свој на своето. Но доколку се сака, мислам дека тоа ќе се врати за многу скоро време, да младите кои што веруваат во себе и почнат да творат нови простори и да придонесуваат да расцвета повторно градот и нашата околина, дека тоа ќе се случи. Цела оваа емисија посветуваме всушност на тоа будење и посебно оваа емисија денешната, затоа што исто така и јас сметам дека младите веќе заспале, време им е за будење, се чувствувам како со голем звонец во рака и да викам ајде станувајте сите, дојде 12 часот, сте се успале. Значи, еве вакви ентузијасти како тебе ми требаат, Елена, и јас заборавив да напоменам дека Елена ќе биде мој советник нутриционист понатаму во емисијата, затоа што ќе имаме промоција на такви продукти кои во смисла преносување на тоа што всушност таа ни го говореше досега, дека тие продукти кои ги имаме на нашето тло можеме да ги користиме. И секако ќе имаме рецепти, но тоа понатаму има време за тој момент. Да се вратиме на младите. Како сметаш дека ќе ги мотивираме тука, освен со нашиот ентузијазам преку емисија и преку така примери како можат да го направат тоа, кажи ми ти што сметаш дека треба да се превземи за да се разбудат младите во Битола посебно? Во однос на нашето, ќе го наречам, пролетно будење на младината во градот, сметам дека секој од нас треба да представува пример. Значи пример за другиот, пример за самиот себе, пред се пример за другите. Значи доколку ние цврсто веруваме во тоа што го сакаме, знаеме што сакаме и твориме на ова наше поднебје, едноставно сите ќе видат и ќе посакаат, ќе сватат дека може да се изразуваат и тие во своето место. Еве, например, ме интересира и мене што ти би, како го гледаш ти овај дел? Па, по истиот начин ги гледам работите. Јас сметам дека секој треба да почне од себе и едноставно да биде примерот кој сака да го види во светот, односно да биде промената што сака да ја види во светот, затоа што ако не тргнеш од себе нема како да промениш нешто. Тоа е единствен начин, многу едноставно. Значи треба да се пратат тие вистински вредности пред се за да се тргне по правиот пат, затоа што
според мене единствена водилка се вистинските вредности. Па да, некако сме ги заборавиле вистинските вредности. Сме отишле на да функционираме како механички типови. Сме се свртиле повеќе кон површното, сме го заборавиле она духовното и оние вредности што на вистина за кои што вреди да се живее и да се твори. Па некако сите станале европјани и некако сакаат да го воведат тој систем на функционирање и тука. А јас сметам дека Македонија беше примерот на слобода. Се губи некако таа слобода според мене. Затоа сметам дека време е за знаеш како, за повик кон младите, затоа што тие всушност се иднината. Кажи ми зошто остана ти во Битола? Зошто ти не си замина? Еве пример како сите што сакаат, нели надворе поубаво, тука ништо нема. Зошто остана тука баш во Битола? Ете како што животот тече, човек минува во различни фази на зрелост. Да речеме, постојано нели човек влегува од една во друга фаза со се позрело и позрело сваќање. Со сваќањето кој што јас во моментот го имам, на мои 25 години, е дека сметам дека моите вистински вредности за кои што јас вреди да живеам и да творам се тука. Моите родители, моите пријатели, значи тоа што јас сум го отворила од моето раѓање до сега е тука. Сакам цврст темел на нештото, можеби затоа сум останала тука. Можеби од друга страна се плашам од непознатото, стравот кон непознатото е што би се случило кога дали би се распаднало тоа што јас тука сум го отворила? Можеби ќе се распадне, можеби не. Но сепак можеби животот не ме натерал да размислувам дека како што велиме борба за опстанок, не ме натерал животот да размислувам да заминам далеку од мојот роден крај. Многу интересно. Кажи ми, се навраќаме на водата. Знаеш, ти правам пресврт еден затоа што ја спомена водата, отидовме во една крајност на живењето, но кој е почетокот на нашиот ден ме интересира. Те враќам сосема назад затоа што ме интересира тоа сето функционирање како да го представиме на гледачите како треба да започне. Затоа што за еден ден да биде толку весел, светол и убав и среќен, треба некако да го започнеме. И за потоа такви среќни да функционираме тука на ова тло, на ова македонско тло. Кажи ми, што представува водата? Значи, за водата ќе кажам само едно нешто. Многу кратко, кој што верувам дека ќе го доближам најблиску до сите за да го сватат. Водата е основа за нашиот живот и од тоа колку што ние вода сме внеле, буквално зависи се како ние се осеќаме во текот на денот. Тоа е нашиот основен чистач, кој не чисти од сите наши пренатрупани отрови, стресови, грижи кои самите врз себе си ги наталожуваме. Значи, ајде вака еден пример, кога се капиме со вода, така? Го миеме нашето тело нечистотијата со вода, од надвор. Истото тоа треба да го правиме секојдневно и одвнатре, за нашето тело да биде чисто, добро хидрирано и да се осеќаме полни со енергија. Прекрасна мисла, Елена, ти благодарам затоа што навистина ми даде една светла точка за младите кај нас, затоа што си ти на моја возраст и сметам дека повеќе собрани вакви енергии и повеќе млади вака кои размислуваат како нас, се надевам дека ќе променат нешто и ќе тргнат работите кон подобро. Јас имам мал подарок за тебе, но голем по својата тежина, повели албум, малку музика, затоа што јас, како што ми велат, сум била символот за музика. Ти благодарам од срце, многу ми е драго. Мило ми беше што беше моја гостинка. Вие, мои мили гледачи, се надевам дека свативте што се сакаше Елена да ви пренесе, затоа што нејзината порака беше доста голема. Во текот на оваа емисија сакаше да се каже една важна идеја, дека водата е нешто многу важно за нас и дека исхраната е уште поважна, за да бидеме среќни какви што сакаме да бидеме. Мојот совет до вас е
дека среќата започнува точно од нас, дека е време за будење и дојде време на љубовта, дојде ерата на љубовта. Сите кои се заблудани и занесени во своите ангажмани, да кажам, секојдневни, е време веќе да се разбудат. Затоа се надевам дека ќе допре до вас оваа порака и дека ќе почнете со вашата лична промена. Водата е извор на животот. Човечкиот организам не може да функционира без вода. Човекот може да живее без храна подолго време, но без вода не. Водата е составен дел на телото и представува 75% од вкупната телесна тежина, каде секој процес во нашето тело зависи од неа, бидејќи таа ги разградува и пренесува хранливите супстанции, обезбедувајќи им непречена работа на сите органи. Вклучена е во отстранувањето на отровите од виталните органи, во пренесувањето на хранливите материи во клетките. Таа е неопходна нормална функција на нашето тело. Овие податоци за водата сите сме ги чуле, но и покрај тоа нема личност која не страда од дехидрираност, основата за развој на секоја болест. Кога телото утврдува дека доводот на вода е заклучен, го вклучува својот систем за штедење и распределува достапната вода во телото според приоритетите. Тоа е борбата за суша, а состојбата е така наречена дехидратација на телото. Како да знаеме дали внесуваме доволно вода? Основната потреба за вода на нашето тело дневно изнесува 2,5 децилитри вода, односно 8 чаши вода. Ве предизвикувам да ги замените другите пијалоци како чај, кафе, сокови, алкохол, кои се полни со шеќери, со чиста вода. Идеално време за конзумирање на вода е половина час пред оброк, 1 чаша и истата количина после оброк. Никогаш водата не ја консумираме за време на оброците. Особено е важно денот да се започне со чаша вода, исто така да се заврши. Тоа е апсолутно минималната количина која е потребна за нашето тело правилно да функционира. Доколку сме конзумирале потешка или покалорична храна, треба да се додадат уште 2 чаши вода во текот на денот. Понекогаш телото ќе побара повеќе вода од наведениот минимум, во зависност од активностите кои сме ги направиле во текот на денот, бидејќи тоа поседува совршен механизам за саморегулација. Голема грешка правиме кога нагло внесуваме големи количини на вода. Со тоа останува голем дел на вода која телото не е во состојба да ја апсорбира, бидејќи нашите телесни клетки се како сунгер и им е потребно време додека ја апсорбираат внесената вода. Тоа представува голем терет за бубрезите, во тој случај не можат нагло да изфрлат таа вода. Треба да се внимава да не настане губиток на соли од телото со нагло зголемениот внес на вода, бидејќи телото непрестано настојува да ја задржува солта за да ја зачува водата, па ќе почувствувате грчеви и болки во мускулите, дури и вртоглавици и несвестици. Ако дојде до тоа, тогаш значи дека во исхраната мора да вклучите повеќе свежа храна, како би примиле повеќе витамини и минерали и секако да започнете со физичка активност со која би се зголемила мускулната активност и вишокот на вода ќе се транспортира полесно до крвотокот. Кога ќе донесеме одлука да го зголемиме дневниот внес на вода, тоа треба да биде постепено, односно секоја недела да внесуваме плюс 2 чаши вода од вообичаената навика. Промената во вашето тело ќе биде очигледна со губење на телесна тежина, прочистување на лицето и самата мисла пред се. Пријатели, течности на водата се вода со овошје. Мојот избор е вода со лимони, кои се одличен извор на витамин С, кој е главен оксидант. И не заборавајте, 1 чаша вода содржи поголема моќ од било кои лекови. Било каква физичка активност е подобра отколку никаква физичка активност. Нашето тело има потреба од движење и ние треба да му го дадеме тоа. Инаку настануваат енергетски блокади по телото и згрчување на мускулите. Овој тип на вежби, кои ги демонстрирам, можеме да ги практикуваме и пред почеток на дневната рутина. Нека денот ни започне со раздвижување и загревање пред да се впуштеме во акција.
Исто така можат да бидат применети пред други физички или спортски активности, за да може телото да се подготви за напорот кој се јавува за време на активноста, со цел да се намали ризикот од појава на повреди кои можат да се појават доколку телото не е загреано. Подготовката на организмот за вежбање е многу важна, зашто поквалитетно да се пристапи кон посакуваниот процес на вежбање. За да се избегнат спортски повреди при тренингот, треба да се користат некои основни правила. Најважно е добро да се загреете. Загревањето не само задолжително за спречување спортски повреди, туку едноставно и за одржување оптимален и задоволителен тренинг. Загреаните мускули развиваат поголема силова издржливост. Тие се поеластични и така се поотпорни на стресни состојби. Треба да се започне со просто загревање на целото тело, почнувајќи од главата, па се до стапалата, за да функционалниот систем почнува да делува на повисоко. Едноставно телото го подготвуваме за напор. Мускулите се активираат и се полнат со поголема доза кислород и други супстанции, кои се пак потребни за оптимална работа. За загревање користиме различни вежби, како статички, така динамички. Најпрво, мораме да го загрееме вратот и поголемите мускулни групи, рацете и нозете. Со загревањето, освен што се зголемува температурата на телото, се забрзува и циркулацијата и вискозноста на крвта, а со промената на вискозноста во ткивата се олеснува контракцијата на мускулите, се зголемува еластичноста на ткивата и лигаментите, а сето тоа доведува до заштита од појава на повреди. Колку долго треба да се загревате? На професионалните спортисти им треба помалку време и најчесто трае од 20 до 40 минути. Ако се работи за долга активност, тогаш загревањето треба да биде подолго. Вежбите за загревање се едноставни и бавни, со постепено зголемување на интензитетот до умерено ниво. За спортот да ги даде најдобрите можни резултати, потребно е вашиот пристап да биде што можно поквалитетен, а тоа не се однесува само на главниот дел од тренингот, туку и на самата подготовка на телото пред и после тренингот. Обично се извлекуваме со изговорот дека немаме време за да го губиме во подготовката на телото за физичка активност. Некои дури и не ја сваќаат важноста на ваквата подготовка, а нажалост се случува дури и стручните лица често да не се свесни за улогата на подготовка на телото пред и после спортските активности. Истегнувањето исто така треба да биде дел од нашиот секојдневен живот, затоа што покрај другото го опушта вашиот ум, релаксира и го приспособува телото за секаква активност. Секој може да се истегнува без разлика на возраста, флексибилноста и тренираноста. Пред, за време и по тренингот треба да се пие големо количество вода. Ако губитокот на течностите во телото е поголемо од 2% од телесната тежина, доаѓа до опаѓање на функционалната способност и телесната мускулатура. Водата има голема важност при гликогенската синтеза, односно регенерација на мускулите по тренингот. Во животот доаѓаме во безизлезни ситуации, кои не тераат да размислуваме за смислата на самиот живот. Кога човек ќе го допре сопственото дно, добива кристализирана слика за изборот кој треба да го направи. Одговорот е љубов. Доколку го слушаме срцето и доколку разумот ја следи интуицијата, доаѓаме до факти кои не водат по вистинскиот пат. Вербата е нашиот патоказ.
кој секогаш се појавува на крајот од тунелот во вид на светлина. Тука можеме да откриеме сопствената среќа, израчејќи ја, даруваме на другите луѓе кои имаат силна потреба од неа. Со дарување и споделување помагаме на другите, а пред се си помагаме самите себе. За да започнеме со сопственото будење, ќе треба да погледнеме во себе и да започнеме точно од самите нас. Ко да не си бил тој што ме повредил, не. Твојот поглед знај ме убива, со насмевка заробуваш, ода. Те молам замолчи, ништо не зборувај, нема збор, тој стално ти потонува. Секој допир твој сега е одбивен, твојот подпис стои во солзите. Ти не ги помниш, зарем не? Ти не ги помниш, зарем не? Кога ќе помине времето, ќе ги открие. Од овој сон разбуди ме. Од него ти раздели ме. Од овој сон разбуди ме. Од него ти
Среќата се наоѓа во самите нас. Време е да се разбудиме од долговечниот сон. Дојде ерата на љубовта. Се надевам дека оваа емисија ќе промени многу ваши стари навики и дека ќе започнете да го градите вашиот духовен храм. Со љубов, ваша Стефанија. Слушнав дека си тажен, си загубил верба, се станал лажен. Затоа јас сум тука за те.